Поздрав, драги гледачи, вечерва имаме една интересна тематика која е на секој скопјанец нешто што можеби му значи или чул за тоа. Тоа е водно. Мојот вечерашен соговорник е професор на Шумарски факултет. Би те молала да ни се представиш и да ни кажеш како дојде до тоа да се бавиш со ова што се бавиш. Како прво, добро вечер на гледачите и госпожа Гордана, благодарам што ме поканивте. Значи, јас сум доктор Иван Блинков, редовен професор на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженери ХСМ од Скопје. Го сменивме името. Како дојав? Па, вака. Кога дипломирав 86-та година, веднаш есента ме повикаа. Зошто? Имаше многу професори родени 20-тите, мене што ми предаваа, и тие требаше да заминат во пензија. А тоа што испадна и еден закон со 60 години кога ги пензионираа професорите и се остави празен простор за млад кадар. Не повикаа неколку луѓе, меѓу нив бев и јас и катедра што би одговараше на таа катедра кај што и бев како демонстратор ангажиран, како студент, прифатив да работам и се определив на специјалноста заштита од ерозија и уредување на порои. Тоа беше катедра за технички предмети. И од тоаш веќе официјално од 87-ма сум, од 86-та како демонстратор, официјален демонстратор по завршување, и од 87-ма веќе 38 година терам на факултетот. Јас и ти мислам дека имавме прилика да се запознаеме, дека соработував со Јасен и дека твоето... И со матка. И со матка. Да. Твојата специјалност ерозијата е нешто што мен натера да стапам у контакт со тебе за водно. Да. Водно е познато по својата ерозија. Кажи ми нешто повеќе за водно од самите почетоци кога знаеме нешто за неа па до денешен ден. Вака. Као прво, малце пошироко ако може. Да. Намерата ми е да повеќе. Повеќето ние планини, голи, ридови што ги гледаме, биле обраснати со шума. Да. Особено тоа било изненадувачки, може за гледачите, по Вардарието. Меѓутоа е донесен некој, усвари, прво потребите за дрво биле големи. Во римско време, не само за грејење, него они си имале и терми, си ги загревале, за било какви потреба, се користело дрвото. Во римско време, во турско време е прогласен рез нулиус за шумите. Тоа значило секој може да сече шума колку сака и да ја продава. Тогаш се појавило сплаварењето и гемиите. Луѓето почнале од Гевгелија па на север да сечат шумата, транспортираат во Солун, потребите за дрво биле големи. После тоа ерозијата стапила, што се отсекло дрвото и го гледаме по Вардарието такво како што е. Особено делот кај Криволак е едно од најерозивните подрачја на Балканот. Веројатно тоа се случило и со водно. Старите жители, знаеме дека веќе 8 милениуми има населби околу Скопје, од Говорлево, Туба, Маџари, по тоа, па и Бразда. Значи, повеќето се веројатно и они користеле, особено од Говорлево. Сега овие Бразда, тука има Скопска Црна Гора. Да. Потоа се појавиле други населби во подножјето, можеби, и тие го користеле. Или им требало за добитокот. Така да полека, штом се острани шумата, а имало веројатно интензивни врнежи, и ерозијата царува, почнува да царува. Така што не може и да се обнови шумата, бидејќи испрана почвата. А почвата на водно е особено во најголем дел Вародничко-Доломецка црница, можеме да видиме на сликата како било водно голо. Таму е 5 до 25 сантима почва, доле е карпа. Најголем, таа е доминантна почва и на која што тешко е и за пошумување. Како дошло до денешна можност? Па вака, прво 913-14 дошла комисија од кралството СХС, тогаш или кралство Србија било уствари, дошла комисија во Вардарска да види каква е состојбата со шумите. И утврдиле катастрофална состојба.
таман предложиле план да почне да се пошумува, веќе почнал првите пошумувања 914 година во Македонија збориме, не на Водно конкретно. Меѓутоа почнала првата светска војна, пак имало голема потреба за дрво. Па се уништувале шумите. Во 25-6 има еден инженер Валентин Шјацки, руски емигрант, кој вршил експериментални пошумувања на кале француски гробишта. Фантазија, сум го читал извештаото тој труд, сум го стари, фантастични резултати. Тоа е искористено после да се пошумува на Водно. Бидејќи некаде 23 или 25 донесена така наречена Драчевска резолуција, Сдружение на инженери техничарски на Вардарска Бановија, дека да се уреди Вардар, да се водно уредат пороите, затоа што тие правеле проблем. Инаку, Старо Скопје, сите главните насипи секогаш на левиот брег. На десниот брег Вардар поплавува, меѓутоа и водњанските порои поплавуваат, особено горноводњански порои, тој што поминува покрај клинички центар. На времето имаше канал отворен, ние по старите го знаеме, затворен е оддавна, само во горниот дел некој полициска станица е отворен каналот. Сега, во 30-та година е донесен закон, значи првите расадници се формираа 24-та кај Нерези и 26-та-7 кај Медицински факултет. И садниците се користени за пошумување на Водно. Првите пошумувања, 28. Кој тип на садници на дрва е најпогоден за таков терен? За екстремни, значи, ние цело време ние се бориме да има автохтони. Меѓутоа, ако не успеал преживот да се озомне, ние мора да одиме со алохтони. А на екстремно тешки терени одиме со пионерски видови. Тоа се видови со широка еколошка валенца кои можат да екзистираат и на такви тешки терени. Ја врзуваат почвата, формираат листик и да не редам сега други веќе ситни технички детали се тие, особено ако се сади во така наречени кордони или во бразни. Плюс и водите се спречуваат да течат директно да се сливаат надолу. Затоа на Водно, вие можете да видите сите, дека најмногу е пошумувано со црнбор и со багрем. Црниот бор не е автохтон за Водно, меѓутоа, црниот бор расте и на камен. Значи, расте голем диапазон, има висински, не е пребирлив на условите. Сега, после 1-2 тундуса може да се направи реконструкција, па да се внесе некој автохтон вид. Меѓутоа, првичните, на првичната голина, ние мора да посадиме нешто што ќе успее да екзистира. Багремот исто така, тој не е наш вид, меѓутоа на падините е саден багрем. Едино киселото дрво стварно има феноменални својства за заштита на почвата, меѓутоа е инвазивно и тоа го исфрливме, веќе одамна е исфрлено. Тие видови се доминантни. Уште нешто да кажам, цената. Значи, пошумувањето не е само сади, него имаш производство, па има садници со гол корен, има садници контейнерски. Па ги произведеш, се школуваат, па потоа се транспортираат, па се подготвува почва, па се сади. Сега такви тешки терени, препорашливо ако се овие четидарите да иде садница со бусен. Јас, пребарувајќи за информации за Водно, најдов на некоја бројка на различити дрва кои ги има на Водно. И мене ми е муабетот дали некој водел сметка кој тип на дрва, освен овие, после тоа се саделе или едноставно во тие масовни садења 51 така негативно. Вака почнува од 28 до Втора светска војна. Да. Потоа 45-та. После ослободува. Да, некаде после 45-та се формира Републичка дирекција за уредување на порои, пошто било страшен проблем во државата, низ цела Македонија. Веќе во 50-та се формира предпријатие за уредување на порои и пошумување на Водно. Прво такво во државата. 46-та почнало да се сади. Акции. Учествували и затвореници. Да. За да се копа на тој камен, зашто не може да се сади од тие 10 сати, мора да се ископа дупка и да се донесе почва. Да. Меѓутоа не било толку популарно кај народот, можеби тогаш, а 51 се дешава последната катастрофа.
најдов од архивот, најдов запис дека 51 имало една жртва. Горновоњански порој направил хаос во градот. И тоа ја прелило чашата и одлучиле наредба од извршниот совет на тогашна Народна република Македонија да се среди водно. И почна голем проект се подготвува од 54 до 69 трае првата фаза од тој проект. Обезбедила извршниот совет или владата обезбедила пари за пошумување на 560 хектари и плюс за уредување на пороите, каналите. Иако првите канали се правени 30-тите после прогласувањето на тој закон за времето на Кралство Југославија. 31 или 32, 30 закон веднаш после тоа. Првите се водно, Горновоњански порој, Драгор Битола и добро, ствари, Вардарска банова има покрај Пуграта се уредувани. Значи, од тогаш постојат првите канали. Муаветот ни беше дека малце знаат младите за водно и дека едноставно за многу и кои се дојдени во Скопје и живеат во Скопје, водно е планина која е со дрва, која е убава за излет, за велосипедизам, за мотори и сето тоа, мислам дека многу малце знаат. Јас во информациите што ги барав, прочитав дека има 41 извор, дека е водопадот Прскаво, нешто што ќе го најдете на пребарувачите како туристичко место, иако јас пробав да го најдам, не успеав да откриам каде точно и како изгледа. Па, вака сега. Значи, дали поради тие избори се вика водно, не би можел точно да кажам. Некои написи пишува дека заради тие води се вика водно. Да. Иначе, планината се вика Каршијак. Буквално, а врвот е водно, или Крстовар. И тоа е на 1067, 66-67. А вака ние ги гледаме изборчења води капат. Постојајќи од Капиштец. Самото име кажува, Капиштец капе вода, па натака има изборчења и од Средноводно кон име. Има полно изборчења. Меѓутоа, морам ова да го кажам, дека порано било голо. Имало, според она што ние успеавме да го пресметеме, на стари карти од 39-та, 450 хектари. Тоа било пред онаа катастрофа 51-а. После тоа, значи во таа акција голема за пошумување, имало тие што се задолжени за правење на каналите, тоа преку порој проект се изведувале, проектите ги правил, основните проекти, порој проект и се изведувале од разни фирми. Пошумувањето учествувале и граѓани, ученици. Значи, лично, јас не можам блацум за тоа време, меѓутоа, моите пошумувале на водно, а од тетка ми, пошто ја жива 88 години, она ми кажува дека они како гимназијалци од Цветан Димов пошумувале на Газибаба. Нив така им паднало. А овие што учеле во овие школи, во другите гимназии, во другите средни школи пошумувале на водно. Има интересни работи, например, еден другар ми кажа дека неговите имале дрво нивно. Тоаш матуранти, голема љубов и саделе некој костан. Ваму кај што се наднерзи, костени саделе, некаде 57-8 и тоа си рекле ке им биде нивно дрво на нивната љубов. И си го поливале за да успее. И пораснал... Штета е што такви работи не се сочувани во смисла на една табла. Јас ме верувам и пак ќе кажам луѓе што доваѓаат на водно едноставно мислат дека е ова природно, дека не, апсолутно дека не е. Меѓутоа убаво е една таква приказна да биде напишана некоја табла. Ова е приказна за туризам. Да, вие кој што рекоте. А иначе излети, татко ми, мајка ми, нивната генерација масовно оделе да излети на водно. Ја гледам слики од моите. Да. Мајко, порано додека беше жива мајко, кај се ова е на водно тамо, на водно дека со татко ти сме оделе секаде во околината на Скопје. Ама тука им било најблиско. Сега, кога се средило водно, веќе, значи, иначе водно е прогласено за прво ерозивно подрачје во Македонија. 54-та. 54-та е прогласено, али делот припор до Нерези. Тој дел.
Само. Оно што гравитира према централно градско подрачје. И затоа се преземени такви мерки. И дури радикални, нели се раселени 2 села, горно, долно, водно, ние ги викаме скопјаните, ги викаме Зорле. Со Зорт, демек биле раселени. Забрането е земјоделството, оборска било за пошумување и така натака. И се средило. Полека преоѓа веќе во одлично место за рекреација, што масовно го користи моја генерација и на моите. И ќе биде користено. И ќе биде користено, само има една работа, што според мене тоа е најзначајната шума во државата, бидејќи го штити главниот град. И мораме да пазиме, особено... Дали се води доволно сметка? Сега е водно под... Од секогаш, под град Скопје. Град Скопје. Значи, уште од времето на кралството било под шумска управа града Скопје, така се викала. Потоа, после Втората светска војна, било под Народниот одбор на Скопска околија, мислам дека така е името. Значи, тоа е као Скопски регион, нешто, или околиски одбор на Скопска околија, потоа под град Скопје, која дел од своите ингеренции град Скопје ги пренесува на комуналец, мислам оние оперативните, што се техничките. Ја донесов една фотографија каде што одржуваат стазите, ги чистат после. Да, а комуналец кога се распада, тоа преоѓа во паркови зелено. Меѓутоа, за одредени работи сигурно учествуваат и комунална хигиена, џубре да собираат улици и патишта. Значи, тоа се фирмите на град Скопје. Да. А паркови зеленива имаат 40 на души во тој сектор за вонградско зелениво, инженери, техничари, работници, шумотчувари, кои што се грижат. Сега, како и да сега, оние подготвуваат програма. Секторот за животна среда со секторот комунални работи на град Скопје подготвува програма годишна, која ја усвоила Советот на град Скопје. И тогаш, врз основа на тоа што е усвоено, градоначалникот ги задолжува јавните предпријатија. Обезбедува финансии и ги задолжува. И тогаш детално почнуваат, речеме, паркови зеленила, тоа што е наводно, што им ставено во програма, што им е одобрено, и сега треба детално да го разработат. Покрај од урбаното зелено, и ова го разработуваат и го даваат на управен одбор на паркови зелено, на јавното предпријатие, и кога и они ќе го одобрат и тој деталниот план, они идат на терен. А тоа чистење е редовна активност. Поправка на стазите, Да. кај што има рукохвати, да речеме, за движење некаде, сето тоа редовно, меѓутоа редовно го вршат работите на паркови зеленила, фокусирајќи се на овој дел кај што е најголема популацијата посета. Тоа е овој дел, го знаеме кој дел, према централно градско подрачје. Меѓутоа, сепак, кога одите може да видите се и сешто. Дефинитивно. Дефинитивно. Јас знам, имаше една акција, гуми фрлање. Гуми фрлени од тркители, од што беа, фрлени гуми по доловите. Се мача да ги избават луѓе во вработени од паркови зеле и секој друго вид џубре. Колку сегашните изградби на крстот, на жичарницата допринесе да водно биде излетничко место? И колку е со тоа, може би, некој нарушување? Гости кога ќе дојдат гости, например, не ми беше стандардна тура, средно водно Пантелеймон. Да. И обично Пантелеймон, ќе влеземе во манастирот, може да ручаме тука. Да. Сега и до крстот, затоа што од крстот се пружа прекрасен поглед. Јас искрено кажам, не сум била до крстот се уште. Некако го сакам водно со своето зеленило. Со својата... Јас сум човек кој сака да истражува во природа, да најде растение, цвеќе кое не го знам или да видам што е, и повеќе го сакам тој дел на водно. Меѓутоа, во однос на туризмот, хотелите кои беа изградени, Пантелеймон како нешто значајно, археолошките локалитети како што е Маркови кули. Марко Крупче.
од другата страна го Врлево, имав чест да Подалеко го со Врлево, Билбија идам на неговите истражувања и да го видам и колку се сеќавам, тој ми кажа дека тоа што го има испитано е еден многу мал дел, бидејќи другото е сопственици има и процедурата е многу тешка, дека тоа би било страшно место кое би било откриено. Па случајно кога беше нешто на телевизија, нешто гледам, дека имаат проблем, не знам кај беа истражувањата, има проблем што е приватно земјиште. Да, тоа е голем проблем. Ама знаете што е тоа? Кај нас едно време, ако се сеќавате, општествениот интерес беше изнад на прво приватниот. место, да. За жал сега не е така. Сега, као неправилно, тоа особено се гледаше да преко не рушија. После земјотресот, јас сум роден дете зад собрание, татко ми куќата и он таму. Никој не го прашал дедо ми дали сака да не преселат. Да. Дека ќе не ја рушат куќата. Се имало и незадоволни. Као деме комунизмот, ама меѓутоа така и во други држави во светот, не во комунизмот. Сега Со тоа што има некој реален надомест. Сега дојде време приватниот собственик да има главен спор. приоритет врз општествениот интерес. И тоа го гледаме особено со градбите, а и со археолошките наоѓалишта. Па За самото жал, водно така има е. доста интересни, има покрај патеката она ограда од камена која не се знае од што е, од како е. Па Археолошките некаде еден другар од музеј на град Скопје ми вика дека 15-20 има такви локалитети, што Да, да. позначени, што понезначени. Марково Крупче го знаеме. Да. Значи тоа е повеќе истражувано. Тоа е најзначајно, а ваму Пантелеймон е без конкуренција. Дури слушав случајно со италијанец колега од Падова. И го шетам, и слушав нека тура, и го слушавме водичот што збореше. Значи, она што е фреската, тоа е од оплакување на Христа 1164. А почетокот на Ренесансата, нели е Джото ди Мондони у Падова, капелата таа, од 1305. И ја баш овој колега Ѓорџе од Падова, викам Ѓорџо, шо викаш овој? Ѓорџо гледа, викам, слушај го, викам ја не сум. Викам слушај, водичот е професионалец. Вика дали е проторенесансата? Да не навлегуваме, не е моја област, тоа меѓутоа сакам да ги носам луѓето да го видат тоа што е нешто што вреди. И многу ми е драго, не знам дали знае, 90-тите, мислам, правеа некоја посебна реконструкција на манастирот да биде асиезмички отпорен. Да. Има голем проект од ИЗИС и на телевизија неколку пати се даваше тоа како поправале макет го направиле за да издржи. Предраг Гавриловиќ ми е роднина и знам точно околу тие Така? работи што се работеа и мислам дека Скопје заслужува и прво да биде заштитено сето тоа, бидејќи на некој начин Пантелеймон е уникатен. Апсолутно. Пантелеймон е уникатен. Стварно, мислам за као туристички, да речеме, културен туризам, Пантелеймон е број еден. Дефинитивно целиот тој предел, зошто сакав да направиме муабет, целиот тој предел е денеска планинарска патека, велосипедска патека и моторџи сега веќе одат таму. Добро, Јас у суштина не го сакам тој тип на Добро, користење. Вака, секој си има свој афинитет и сега град Скопје одлучува. Зборувам за уништување или за она што би оштетило. Не е тоа толку страшно колку што е нападот на вода од градби. Дефинитивно. Значи, кога беше околу делот као за прогласување на водно, за заштитено подрачје, Дали е ама заштитен? по закон за природа. Заштитен Што е е веќе. тотално диаметрално спротивен од барањата на другите закони. Екам, не може да биде по закон за природа нешто што е, ајде да не кажам најмалку значајно споредба со култура, со безбедноста, па и секаква безбедност на граѓаните на Скопје, а и државата, тука се институциите на државата, зашто има и модели кај што и во сегашна состојба во некое сценарио ги изработеа. Имаше една студија за моделирање на поплави на град Скопје,
водњанските порои представуваат опасност дури и за клинички центар. Дури и за клинички центар, а не па за други објекти. Што е она стратешки објект во случај да не погода. Затоа мораме ние сето тоа да пазиме. Едва изборивме тогаш заедно со невладина организација го сака водно. Дури стигавме на состанок со премиерот и после тоа се донесе одлука времена забрана за секакви градби на водно. Тоа ни беше прво да успееме. И втора работа е да се направи некој закон во кој ќе бидат инкорпорирани сите различни барања. И да видиме сега ќе ставаме кај што ќе има конфликт на интерес. Ако култура бара нешто, ако туризам бара, има нели стратегија за туризам на град Скопје? Дај да видиме дали одговара, дали не одговара. Ако бара безбедноста ова, например, сите закони, материјални закони знаеме дека се хоризонтална. Само она што е од безбедност аспект е издат. И нема тука прашување, сите мора да го почитуваат. Така што се даде еден ден, ќе се донесе таков закон, за водно, лекс специјалис. И јас, прва работа што би забрал е граб. Луѓе наблегуваат. Зашто? Затоа што и во закон за прогласување на водно пишува северната граница се согласува со ГУП на град Скопје. Ако ГУП оди нагоре, се намалува граница. Мислам, треба еднаш јасно и гласно да се стави до тука е и веќе нема градби. Натака нагоре нема градби. Лично сум за тоа и да на таков начин се заштити. Ние имаме голема среќа што овие порои што се случија по Европа сега, не стигна и нас. Јас мислам дека тоа ќе беше... Ја можам да ви кажам дека неколку пати на светски конференции. Ја го кажам дека водно е еден од најдобро уредените системи за заштита од ерозија и порои во тогаш уште во бивша Југославија. Еден од најдобро уредените системи. Тоа е бил инженерски предизвик, ама имало голема подршка од извршниот совет. И граѓаните, и баш кој што викаше тетка ми, викам, ние се радувавме, вика, кој одевме да садиме. Ја викам, тетко, да е, што не сте одели у школа? Не, вика, ја одлична ученичка бев, ама сакам да садам, сакам да не го гледам голо. Баш сега тетка ми живее на Железара, близко до шумата. Тука некаде во Железара, и вика, јас сум садела. Значи, тоаш, што би се рекло со дејашта термино, било ин да идеш да садиш, на водно да пошумуваш. Мислам дека и свеста е била поголема. Свеста била сосема поинаква. Сега се измене тоа. Вие денес када прашате обични граѓани по Скопје, не ќе зна да ви дадат информации која е опасноста на водно или што. Па вака, сите тие студии, например, што се работи, знам, имаше студија за туризам, не знам која година е таа, на град Скопје. До 20-та, мислам нека. Така беше. Работеше факултетот по план за одгледување и заштита на шумата. 2016. 2017 исто од факултет ние работеме мојата катедра акцијски план за заштита од ерозија и порои на град Скопје, ама го проширивме на Скопски регион. Тоа беа UNDP проекти, бенефишер е град Скопје. 2017 се работеше и студија или 16-та студија за поплавување на град Скопје со симулации. Особено се на Вардар, од Вардар поплавите, меѓутоа опфатени се и пороите од водно и оние од СЦГ што беа Црешевска река, што направија хаос од 2016 година. Значи, тие се дадени се на град Скопје. Ги има на сајтот на град Скопје, меѓутоа можеби луѓето не ги интересира тоа. Не ги интересира додека не им се случи несреќа. Па како вика железото секој додека е жешко? Меѓутоа свесноста за проблемите кои едноставно не избегнуваат една посилна порои или посилни дождови, ќе нанесат штета. Не сме свесни, не сме припремени за сето тоа и тоа е по мене многу лошо. Па многу лошо е, например, при работа на терен, тврде кај некои несоодветни градби, кај што не им е место. Или не е обезбедена проточност. На каналите беше работата. Ги дававме до град Скопје.
Сега, јас ги крстим, не се одветни. Колегата вика, бе, безправни се. Абе, не сме инспектори. Нека излезат инспектори, ќе каже да се безправни. Не, за нас се не се одветни, сметаат на проточност. Има такви во Скопско, во рамките на ГУП. И јас се чудевме на терен, кога беше 2016, вика поплави не свар. Кај бредни порујни ништо. Од кај улицата, на едно место, скренато по ројот, и место да иде у корито, има градба таму, си иде во свртил некај улица, си ставил насипче, а горе, и по улицата и десно оди. Мислам, такви работи има или затрупан дол. Сега, тие се дадени информации точно кај се наоѓа, со слика, со све, па нека изгледат инспекциите, нека утврдат. Ама е, тоа е веќе во урбаното. Секој посилен дожд, улицата наводно е поплавена, таа е порој. Па тоа е нормално, река тече. Река тече. И тоа не треба да го чекаме за да има некој несоодветно време, па да дојдеме да бидеме свесни дека е опасност. Човекот ќе осети на своја кожа, како вика, ќе се изгори, па од млеко па ќе дува и на јогурт. Мислам, тоа е кај човекот. Нормално. Скопје е град кој има ретко убаво место за туристички посети или за шетање, прошетки наводно, меѓутоа мислам дека Скопје недоволно го чува водно. Па, вака, главниот дел знаеме каде е. Рекреација излетниците. На кај Матка, ретко кој иде. Знаете и саме, на прсти одатле. За Матка, јас сум многу гневна и воопшто не би сакала да правам муабет. Не, зборам на кај Матка. Да се допушти она што се случува на целиот тој предел, па и самата Матка, за мене е тоа неразбирливо и не сваќам зошто е дозволено да се дојде до тоа. И мене ми е јасно, меѓутоа си прават пазар, бизнес си прават луѓето. Додека не знаеме каква е државата, но не е цел Балкан е така, не е само кај нас. Не е само единствена утеха, што може осим словенците, и Хрватска, и Босна, и Црна Гора, и Србија, и Албанија, и Грција, и Бугарија, секаде. Има. Јас донесов меѓу фотографиите една фотографија имаше еден период муабети за пирамида, сега кога спомнавте Босна ми дојде идејата. Тоа Семир Османагич. Не, за водно зборувам. За водно? На водно дека има пирамида и се водеше некој муабет таму околу тоа и тоа замре. Се враќам пак на археологијата и на можноста на живење, се живеело на водно, и пред нашиот период и после нашиот период, ќе се живее дека едноставно недоволно сме ги сочувале тие спомени или тие места кои нешто значеле. Па добро, меѓутоа археолозите ќе кажат што е најзначајно. Гледам дека Марково крупче веројатно го осетиле како многу значајно, па затоа Марково крупче веќе е и суредено. Маркова кула таму е нешто. Маркова круша, мислам ридот и Маркова кула е нешто што во тој период имало бунар кој бил да задоволи потребите на цело Скопје. Не знам колку тоа го знае. Јас тоа не знам. Јас знам оваа страна па имало после каменолом. Каменолом од кој се вадел камен па се правеле калдрмите на Скопје. На источниот дел према Припор. Али тоа е, мислам, тоа е во ново време. А во тоа време... Па јас мислам дека и Грк Зорба имаше некој каменолом со кој стопанисуваше тука. Може да. Работата, што викате, имаме ние некои такви археолошки науки, али што меѓутоа не можеме да ги искористиме доволно за туризам. И не знаеме да ги искористиме. Па сега конкретно стилка им е тоа. Зашто? Каменолом кој го имал Грк Зорба, нема човек на земјава кој не го знае Грк Зорба. Ние не го искористивме, тој живееше тука, почина тука, јадеше чорба во Бристол, кој сега слави 100 години, е затворен. Едноставно немаме осет за тоа да го направи. За минатото, за почит кон минатото. И почит кон минатото и да таа приказна ја пренесеме на генерации. Обично, ние што сме слушале од дедовци, од баби,
веќе нешто почитуваме. Што сум слушал, дедо, баба, татко, мајка, моите не се, дедо ми по татко е дојден од Русија. Он е емигрант, белогардеец. Тоаш, другиот дедо е дојден 913 во Скопје, Фурнаџија, од Тетовско. Меѓутоа, они цел живот биле тука, што се вика, и јас сум слушал од нив. Сум слушал од татко ми, роден тука, мајка ми, што било, како било, на времето. Се, може би ме интересира, ама некој не го интересира. Не го интересира. Брат ми, например, што се вика, многу не го интересираат некои работи. А ме ме интересираат тие стари работи. Туризмот е добра приказна, која можеш да ја продадеш. Да, Едноставно да намамиш луѓе да дојдат да ја чујат таа приказна и од тоа да остават некој денар од кој ние ќе можеме да профитираме. Ајде се алеја на Глаголицата, каде се наоѓа? Знаете кај се наоѓа? Не. Истра. И од тоа направиле голема приказна, алеја има споменик на Климент и Наум, мислам на Кирил и Методи споменик таму, алеја не им текнал на Охриджан. На Охриджани не им текна да направат такво нешто. Идаш, правиме со пријатели Охриджани, зашто не искористите тоа? Еве, ќе искористиме. Минатиот вторник беше Душко Алексовски гостин и тој спомна дека меѓу Штип и Пробиштип нашол некој камен на кој пишувале Кирил и Методи пред глаголицата и пред чирилицата и тој цртеж го донесе да е било каде во светот тоа ќе се направи Мека да се посетува тоа место. За жал него го негираат дека тоа што го прави е авантуризам. Да, тие карпести, камените. Дека тоа се измислици и било што, иако во цел свет постои. А да е вака сега, што да, секој со своето, меѓутоа секој има опоненти. И во стручниот научниот свет, знаете дека има многу опоненти, некојаш и завидлак. Меѓутоа, мене ми е муабетот дека ние или немаме осет за туризам, или едноставно туризмот ни е ставен на страна. Сега би рекла... Јас не сум тука, знаете дека не сум тука вече во тој дел. Сепак сум лаик, ако читам, не значи дека знам, лаик сум, го поврзувам со овој мојов дел. Не ми е само да не се уништила моево, што се вика... Дефинитивно е дека ние немаме, како да кажам, желба да туристички просперираме. Лично сметам, цел живот се бавам со туризам, дека нема место од кое може... Не ли имаше во таа студија и за водно? За развој на туризмот на водно. Значи, во студијата за развој на туризмот во Скопје имаше студија или стратегија, беше да се сеќавам, имаше и за водно објектите. Јас ја читам затоа што ме интересираме се за Скопје, историјата и се животиво ме интересира за Скопје. Ја немам друг град за сакање. Што се вика? Тука сум роден, тука сум израснат, моите тука, немам кај да. Затоа ме интересира, случајно сум прочитал, ама имаше нешто за водно, ама требаше викате јавноста тоа да го дознае. Голем дел од објектите кои се на водно едноставно не работат. Добро, тоа управо сте. Голем дел од ресторани имаше на кои се одеше, пак се затвори. Да, јас сум одел кон млад. Еве лично да ви дојде гостин од страна, што би му покажале вие на водно и каде би го однеле? Ништо, јас ги водам на моја струка да им покажам што е направено и потоа Пантелеймон, последниот пат свртевме круг и отидовме у Чаршија. До Свети Спас и у Чаршија си седнавме, тоа е. Македонско село беше нешто што по мене беше сосема во ред, не знам зашто е затворен и едноставно не функционира. Искрено речено не знам. Не сакам да се повторувам дека немаме осет и на тоа што е градено и на тоа што некој вложил пари, едноставно оставено е на време и никој околу тоа не реагира. Знаете што е најголемата болка? Нешто ќе се направи, после се одржава. Еве, например, и моево, што е? Ќе се направи објект готово, ќе сечеме ленти, еве го направени канали, тие прегради, потоа пошумено све, сечеме ленти, треба да се одржава. Еве, кај што имаме некои работи, со колегите сме проектирале такви активности, кога гледаме одржање, а сме им пишале, треба ова да се одржава, да се проверава. Има служби.
Тие што се надлежни си имаат служби. Служби има, нема одговорност. Ама добро, ако му е тоа во опис и попис на работни задачи, значи Дека он треба да одговара за неисполнување на работни задачи. Се оди на дисциплинска. Тоа ја во последно време не сум прочитала. Добро, дека некој така за нешто пишува одговара. по закони, статути. Лично сметам дека водно е туристички погодно и има можности и просперитет да туристички живее. Не доволно И рекреација и туризам. И Ама рекреација. и оној дел натака малце да се анимира делот на кајматка што иде. Меѓутоа мора да има стратегија и мора да има желба да тоа се направи и да некој тоа го контролира. Едноставно несфатливо ми е да пребарате како странец информации за водно и да добиете информација дека пак ќе се врата на водопад Прскало е туристички локалитет до кој вие не можете ни да стигнете, нити 99,9% од скопјани знаат каде е тоа. Не знам каде, не сум бил таму. Го ставам како пример. Да, не сум бил, искрен да бидам. Затоа што јас сум се фокусирал повеќе, знаете, оној дел што ми е струка, специјалноста, мислам не е струка, и оно специјално да идам детално, декордоните, каква состојба се, па да видам тоа каналите, па што е, па гледа дали треба нешто, да ни се појавила ерозија, да е треба нешто, да се прави, да се доправи. Така да сум обрнувал внимание на некои тие туристички, што викате, локалитети, освен успут, ако ми се. Да. Кога одам по оној патот што не е се уште пуштен средноводно за Сопиште, и тука ајде ќе се качам до на Марково Крупче, ќе се качам малци да се одморам, и со студенти одам таму, и со гости сум одел, исто. Гости имав од моја струка, имавме тука некоја работилница и ги носев таму. Да видаш што е, како е. Значи, што викам, ги носам како треба, кај полициска станица, тие канали како све, тоа направи како не треба. Јас имам здружение кое се вика King Марко Ленд. Го обработувам периодот на животот на Крале Марко во туристичка смисла да тоа може да се обработи како туризам. Голем број објекти кои се наоѓаат околу водно матка се кули од времето на Крале Марко. Добро, има многу Маркова кула, Марков камен. Многу така дефинитивно. Има локалитети така да рече, можеби Крале Марко не стапнал тука, меѓутоа така се да рекуваат. Меѓутоа во една држава која би имала такви богатства, би го обновила сето тоа и од тоа направила да рече. Чекате, да манастирот кај матка нели имаше шапа. Да. Ова е шапата на Крале Марко, измерија ле, викам што беше ова. Денеска е тој затворен и не може да го посетите како таков. Не може. Едноставно нема човек, имаше своевремено човек, тој почина и не е обновен, не е ставен некој друг. Така, а јас во мое време паметам дека италијани доаѓаат, таму исто има прекрасни фрески. Доаѓаат да го посетат, се чекаше на ред да се влезе во црквичето да го видат. За жал ние сме при крај на разговор. Само и пристапот е тежок таму. Порано знам сме одели со автобуси, сега со кола немаш кај паркираш, особено ако е за викенд. Јас едно последно снимање што имав во матка, ако ми верувате, ги броев 20 автобуси и 10 комбиња. Масовно доаѓаат од Косово. Нема што да посетат, нема туристички водич. Едноставно ќе се прошетаат тука, ќе седнат некаде, ќе јадат џубрето, ќе остане и тоа е тоа. Добро. Тоа не е туризам. Некои туристичките водичи се тоа не е туризам. Реагираат туристичките водичи преку своето здружение, професионалци да ги веројатно се реагира, веројатно и нешто што пречи е таа некултура и таа неможност да фрлање ѓубре, ние сме познат за жал држава. Сега тоа сега беше настав, нели, у парк? Да. 100 години пивара. 18 слики од паркот изеленило, другиот ден како изгледало. За време на настав имало, мислам, од Пако Маклуѓе, керка ми беше напред и она ми кажа,
Вика, доаѓа, по масите ни собира пластичните чаши, што имаме све. Цело време собира. Меѓутоа, толку народ имаше, дојли денеска беше, или с паркот вака расширено, да видовте и сами, веројатно, тие слики. Колку џубре. Меѓутоа ги средија, паркови зеленува и други комунални служби, кои беа, не знам, како беа, после 18 слики, све расчистено. Ама тоа е, дали е само кај нас тоа? Па не, кај нас ја моите први одења во Египет ми направија, не можев да сватам дека толку може да има ѓубре. После 2 дена се навикнуваш на тоа. Така ли? А ја сега, ја изненадувачки за мене. Лил, бев 9 дена на некоја конференција Лил и за да не се изгубиме хотелот и вака по катетите идевме до центарот, па од центарот по булеварот до палата за конференција што ли беше. Една сме беле касневме со колегата и ајде на косо по хипотенуза што се вика да засечеме. И ме ги узградиме. Кога влевавме, па ова било кокајне, вика. Ние го гледаме булеварот, се е чисто, а кога завлеговме, вака на косо, вака, ме ги узградите. Тоа беше исто кокајне. За жал мораме да завршиме. Може би по некоја друга прилика. Нема проблем за Водно, за Скопје. Ќе направиме. Драги гледачи, тоа е за денеска, се гледаме во следниот вторник.